Петок, 28 јули, кратки вести во 12 часот. Најавата во последното интервју на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков дека со задоволство би се кандидирал повторно за функцијата е меѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите генерално изразуваат поддршка за Пецаков, но дел посочуваат и на одредени проблеми кои треба да се средат во градот, пред се во делот на инфраструктурата и уредувањето на Охрид. Во рамки на проектот Хуманитарни паркинзи, реализиран од страна на јавното предпријатие Билјанини извори и општина Охрид, во функција на хуманоста се уште 2 паркинг места. Новите хуманитарни паркинзи се наоѓаат на улицата Димитар Влахов во непосредна близина на општинската зграда. Минатата година беа ставени во функција првите 2 хуманитарни паркинзи на Кеј Македонија. Досега се собрани 128.000 денари и истите на крај на годината се доделуваат со одлука на управниот одбор на јавното предпријатие Билјанини извори на оние на кои им е најпотребна поддршка. Македонија и Албанија се поблиску до One Stop Shop. Првите луѓе на македонската и албанската царина на Ќафасан го потпишаа последниот протокол за воспоставување на заеднички контроли. Потребните инфраструктурни зафати се веќе завршени. Целта е спроведување на поефикасни и олеснети гранични формалности, пократко време на чекање на граница, односно поквалитетни услуги за економските оператори и патниците, порачуваат од македонската царина. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и слаб до умерен југозападен ветер. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.